Самото тоа што се гради, што се уништува и самото тоа што се користат материјали, поготово големи површини на бетон, сето тоа испушта стакленички гасови, штетни материи, поготово CO2 кое што е најголем уништувач на воздухот, најголем разградувач на таа ултравиолетова заштита која што ни е важна, односно озонскиот слој на земјата. И сето тоа создава стакленичка градина која што нас ни ја одзема, целосно ни одзема заштитата од атмосферата за да можеме да живееме избалансирано. Сето тоа придонесува да се разградува се повеќе CO2, односно O2 кој што го даваат дрвјата, и самото сечење на дрвјата фактички ни придонесува да CO2, тој штетен газ, повеќе екзистира во нашиот воздух, бидејќи дрвјата имаат капацитет да го апсорбираат CO2 и да ослободуваат O2, односно да ослободуваат кислород кој што нас ни е важен за чистиот воздух. И гледате, кога тоа се сечат шумите, се одзимаат природните уништувачи на загадувачките материи. Значи, дрвото го нема, го сечеме, не може да го абсорбира CO2, штетниот газ, и тоа екзистира на земјата. Од друга страна, сечеме шуми, сечеме дрвја, градиме дополнително уништуваме, правиме шут, кој што и тој треба да се разгради, природата да го разгради. Градиме бетон, уништуваме се што е природно и оние мали тревки што се во природата. И на тој начин, со таа градба и со користење на вода и на бетон, ние создаваме и спуштаме дополнителни CO2 штетни гасови и тие се повеќе го загадуваат воздухот. Да не заборавиме дека тоа е само од една зграда. А колку само во Скопје се згради, колку ние сме глобално по градовите како човештво реално екзистираме од бетон. Затоа кога ќе отидеме во центарот на Скопје, во момент кога има топлотен бран, таму за дупло повеќе е потопол воздухот, затоа што бетонот нема моќ како земјата да абсорбира топлина. Бетонот е како еден штит кој што го стопира топлото, сонцето, енергијата и ја задржува. И на тој начин ние дополнително чувствуваме таа дополнителна топла енергија која што впрочем е услов и закана за уште поголемо задржување на таа топола, односно вжештен воздух кој што впрочем е заслуга за тоа ние да имаме топлотни бранови. Сега, кога сме веќе кај тој момент, ајде да се задржиме малку на објаснувањето на тоа глобално затоплување. Глобално затоплување. Што е глобално затоплување? Значи, тоа е задржување, односно пораст на просечната температура на целокупната земја, и со тој пораст на таа зголемена топлотна енергија имаме зголемена концентрација на стакленички гасови, како што спомнав пред малку, CO2. И сето тоа произлегува од неколку видови на аспекти, кои што првиот го спомнав, кој што е најдоминантен. Еве, јас тука баш имам зачувано една слика, значи ова е податок од лани, во септември се издадени 296 одобренија за градење, што е за 9,2% помалку во однос на истиот месец од претходната година, соопшти Државниот завод за статистика. Значи, ова е податок кој што ни кажува што се прави во Македонија. Значи, се прават масовни пари. Тоа е најголемиот проблем, затоа што градежната индустрија е најголемиот загадувач на планетата Земја. Затоа го алудирав на него. Со самото тоа, повеќе се испуштаат тие штетни стакленички гасови на CO2, што доведува до на долг рок да се прави штета и дисбаланс на климата. Затоа ги имаме сите овие катастрофи. Затоа во Македонија постојано се создаваат пожари, затоа што
вреле воздухот, цувае тревата, тревата не може да задржи зеленило. Тревата се суши и автоматски, тоа е природно